Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Еве најавата за содржините вечерва. Узбекистанец со адреса во Прага најмил една од најголемите прорепубликански компании во САД за да лобира за македонски теми. Откриваме како узбекистанско-чешко-американските врски водат до Скопје. David Bitter chose prostitutes over patriots. Now the choice is yours. За и против рудник за злато на Кожу. Во општина Гевгелија ние имаме диагноза, а диагнозата се вика рак. Тоа се 2 концесии за детални геолошки истражувања за злато. Планината би била толку унистина колку една баба кога се чешла. Тоа се треба да се процени, да се стави на вага и заедницата да каже да, ова го прифаќаме или не го прифаќаме. Кој го копа македонското злато? Геолошките истражувања во Гевгелиско и новиот рудник во Струмичко завршуваат на иста адреса во Канада. Останете со нас до крај за да ја видите и новата саботажа. Претходно, пауза. Гледате 360 степени. Повеќе месеци од Соединетите Американски држави стигнуваат платени PR текстови и информации за лоби активности во прилог на ВМРО ДПМН пред новата администрација во Вашингтон, без притоа партијата да декларира договор со нова лоби компанија. Но еден договор објавен во февруари и продолжен во март оваа година се чини дека води кон можен одговор и објаснување на позадината на тие активности. Имено, известна фондација Либертас, формирана во август минатата година, чиј представник е узбекистанец, кој патем има адреса и во Прага, најмила една од најголемите лоби куки во САД, Меркјури, за лоби услуги за македонски теми. Ангажманот на компанијата Меркјури се совпаѓа со информациите од Вашингтон дека токму представник на Меркјури, и тоа доскорешниот сенатор од Луизијана, Дейвид Витер, ги прави обидите за контакти со Белата куќа во името на ВМРО ДПМН. Дали ВМРО ДПМН се обидува да ги сокрие новите лоби активности во Америка и зошто го прави тоа? Истражуваше Владимир Мирчевски. По трагата на информациите дека представници на прорепубликанската лоби компанија Меркјури се обидуваат да воспостават контакти со новата администрација на Доналд Трамп во името на ВМРО ДПМН, се обидовме да ја дознаеме позадината на тие релации. Познато е дека ангажманот на лобисти од странски влади или странски политички партии во САД е легално, но досега во јавниот регистар не се појави договор на ВМРО ДПМН со нова лоби компанија, но се појавија други документи чија трага води во Македонија. Првата трага во истражувањето беше овој документ, објавен во официјалниот американски регистар на договори за лобирање на 22 февруари оваа година. Со него, познатата лоби компанија Меркјури пријавува договор за лобирање со известна фондација Либертас, основана во август 2016 и регистрирана на адреса во Њујорк. Сомневањата кои не натераа да ги продолжиме проверките ги предизвика објаснувањето во документот дека фондацијата Либертас ја најмува компанијата Меркјури за лоби услуги за, како што пишува, Романија, Бугарија, Македонија, Србија и Грција. Уште посомнителни беа податоците за лицето посочено како контакт во името на фондацијата Либертас, извесен Бексут Исакџанов и за имел адресата за контакт. Дополнителните проверки покажаа дека Бексут Исакџанов е по потекло од Узбекистан, но и дека известен период имал адреса на живење во главниот град на Чешка, Прага. Овој податок, спореден со прашките врски на моќници од ВМРО ДПМН, беше нова причина да се продолжи истражувањето. Клучниот елемент до кој дојдовме и кој ги вкрстува интересите на активностите на ВМРО ДПМН, фондацијата Либертас и лоби компанијата Меркјури е овој документ од архивата на Американскиот сенат, кој датира од август 2016 година, само неколку дена по формирањето на фондацијата. Со него, меѓу лобистите на Меркјури што официјално се пријавени дека ќе даваат услуги на фондацијата Либертас е и Адам Ерели, поранешен американски амбасадор во Бахрейн и заменик портпарол на Стейт департментот. Адам Ерели лично е потписник на текст во кој отворено се критикува работата на специјалното обвинителство на Катица Јанева, објавен во The Hill во ноември 2016.
Медиумите блиски до ВМРО ДПМН тогаш во еден глас го пренесоа текстот на Адам Ерели. Еден од највлијателните американски весници, The Hill, објави критична колумна за работата на специјалното јавно обвинителство со наслов "Треба и да го практикуваш тоа што го проповедаш". Политичките испади на СЈО и Катица Јанева се потешко се прикриваат и покриваат. Авторот Адам Ерели пишува дека Јанева ја злоупотребува својата моќ и го оцрнува судскиот систем во Република Македонија. The Hill и во минатото беше форум во кој се објавуваат текстови со кои се поддржува ВМРО ДПМН и се критикува СДСМ. Дел од нив подоцна пријавени од лоби компаниите на ВМРО ДПМН како платени лобистички објави. Зошто ВМРО ДПМН би сакала да не ги обелодени новите лобисти? Еден мотив може да биде желба да се избегне јавниот притисок на кој беше изложена партијата во овдешната јавност лани, кога имаше ангажирано 3 компании, за тоа колку пари троши партијата за тие договори. Исто така, може да сака да ги сокрие конкретните активности за кои ги користи лобистите, бидејќи тоа мора да се декларира според американските закони. Знаеме дека ВМРО ДПМН во последниот период упорно јавно се залага за немешање на странски фактори во македонските домашни работи, па јавно и директно ангажирање нови лобисти од САД би било доказ за двојни стандарди. Друг мотив би можела да биде намерата да се затскрие багажот што со себе го носи главниот лобист на Меркюри, доскорешниот сенатор од Луизијана Дейвид Витер, кој според нашите информации се обидува да договори средба со потпредседателот на САД Майк Пенс и да разговара на тема ВМРО ДПМН. Еве зошто Дейвид Витер би можел да биде проблематичен за демохристијанската ВМРО ДПМН. Во вашингтонските лоби кругови вработувањето на човек кој 17 години бил дел и од представничкиот дом и од Сенатот подразбира ангажирање на така наречено сериозно оружје, артилерија во своите редови. Но она што Витер го прави проблематичен како човек што треба да одработува за интересите на конзервативната и демохристијанска ВМРО ДПМН во Америка е дека освен неговиот сериозен политички, тој носи сомнителен личен багаж. Пред 10 години тој стана познат поради секс скандал. Се утврди дека користел услуги на проститутки во случај што медиумите го нарекоа Мадам Вашингтон. Тој ја призна вмешаноста. Немаше кривична одговорност, иако беше повикуван на морална одговорност зашто во политичката кариера јавно промовирал семени вредности, наспроти неговите излети надвор од бракот, во кој има 4 деца. I want to again offer my deep, sincere apologies to all those I have let down and disappointed with these actions from my past. I am completely responsible, and I'm so very, very sorry. No matter how long ago it was, I know this has hurt the relationship of trust I've enjoyed with so many of you, and that I have a lot of work to do to rebuild that. The good people of Louisiana. Скандалот го следи Витер до крајот на неговата политичка кариера што се случува минатата година. Тој претрпува сериозен пораз на ланските избори за гувернер на Луизијана. Неговиот соперник ги користи токму темните петна од минатото на Витер во својата кампања. The choice for governor couldn't be more clear. John Bell Edwards, who answered our country's call and served as a ranger in the 82nd Airborne Division. Or David Vitter, who answered a prostitute's call minutes after he skipped a vote honoring 28 soldiers who gave their lives in defense of our freedom. David Vitter chose prostitutes over patriots. Now, the choice is yours. Овој документ открива дека Дейвид Витер на 23 февруари пријавил пред американските власти дека лично ќе лобира за потребите на фондацијата Либертас. Прашавме во ВМРО ДПМН какви се врските на партијата со компанијата Меркюри и со фондацијата Либертас. Ни одговорија дека ВМРО ДПМН нема релации со овие два субјекта. Наспроти ваквиот одговор на партијата, 360 степени вечерва реши да ја отвори оваа тема и да ви ги понуди фактите што ги покренуваат дилемите за нови лоби контакти на ВМРО ДПМН во Соединетите Американски држави. Нема промени во политичкото статус-кво. Конститутивната седница продолжува и нема назнаки дали и кога би можела да заврши. За начинот на кој представачот Трајко Велјановски ја води седницата, но и пошироко за политичката состојба во 360 степени зборува поранешниот председател на Собранието и министер Никола Поповски. Краткото интервју со Поповски го направи Петар Клинчарски.
Господине Поповски, како според ваша оценка Трајко Велјановски председава со конститутивната седница, има ли процедурален излез од ситуацијава? Процедурален излез има од оваа ситуација, но нема процедурална и политичка волја да се напушти состојбава. Македонија се соочува со еден квази парламентарен систем во кој практично представништвото на граѓаните во парламентот не постои. Тие се избрани да ни ги представуваат нашите економски, политички, социјални, безбедносни и други интереси, но тие не може да се конституираат заради тоа што се направени интервенции во суштинските закони кои произлегуваат од уставот во врска со раководењето на собранието, кои овозможуваат претходната власт, било која да е таа, во овој случај таа на ВМРО-ДПМНЕ, да може да манипулира со конституирањето и изборот на наредниот парламент до бескрај. Тоа значи дека на некој начин е изигран уставот. Сега вие ако ги прашате нив ќе речат, но председателот раководи врз основа на закон, врз основа на деловник, но тие го донесоа тој деловник, порано не беше така, беше друг надлежен за таа работа. Ако дополнително на тоа се стави очигледно цврстата волја на досегашната власт да не ја напушти власта со мирен договор или мирна транзиција на власта, како што омилено сега во светот се вика, јасно произлегува дека Македонија е на некој начин заробена демократија од страна на досегашната власт која нема намера да ја напушти. И Трајко Велјановски во овој случај добра е улога, ја игра улогата која му ја довериле од партијата, од врхушката, самата врхушка на партијата и не треба да очекуваме да постапува поинаку. Тој има очигледно наредби во кој дали ужива или не е негов проблем, но да го закочи демократскиот процес во Македонија. Пораките од Европската заедница остануваат непроменети, но од друга страна имаме непроменети ставови и од председателот Ѓорѓе Иванов, но и од ВМРО-ДПМНЕ. Што понатаму? Па мислам тоа е во истиот контекст. Таа партија, начело со неколку луѓе на врвот, од своји лични причини немаат намера да ја предадат власта. Дури да има 80 мнозинство на нечија страна, тие ќе ја контролираат со институциите кои ги имаат запоседнато. Да појаснам што мислам под институции. Обвинителство, судство, полиција, армија, органи за прогон, инспекции, кој и да има друго мнозинство, се додека не се случи некој друг вид на притисок врз нив, кој е надвор од изборни резултати, нема да ја дадат власта. Во таа игра е вмешан и Ѓорѓе Иванов. Тој очигледно дека си го толкува уставот на свој начин. Жален е фактот што е професор по правни или политички науки, се едно. Секој малку учен човек може јасно да го протолкува уставот, што е неговиот мандат и на кого треба да го довери мандаторството за состав на влада, но тој тоа одбива да го прави. Опозицијата тоа го квалификува како државен удар и мислам дека од таа квалификација помина уште едно скоро месец дена. Мислам дека он се повеќе потврдува дека де факто има направено државен удар со недавањето на мандатот. Во рамките на таквиот државен удар ВМРО-ДПМНЕ супер се надоградува со држењето на парламентот под своја контрола, да не може ништо понатаму да направи, а во меѓувреме извршните органи и институциите кои ги споменав да си продолжат да си ја вршат таа работа што тие си ја зацртале, односно нешто да кријат, нешто да не дават да се расчисти и некои работи исто така да ги направат. Дури мислам и да ги прашате нив самите што излезот од оваа ситуација, тие не знаат. Тие би сакале ова да трае до недоглед. Кога немате концепција што сакате да правите, кога сте направиле дела за кои треба да се одговара, вашата концепција е да се купи секој ден. Нивната концепција е сега да се купат години. И во таа функција мислам дека и парламентот начело со Велјановски и тоа мнозинство таму претходно кое сега ги контролира институциите, вклучувајќи го и председателот на државата, само играат улогата што им е зададена. Дали нови предвремени парламентарни избори може да бидат решение на политичката криза? Моето прашање е обратно. Што би требало да донесат новите парламентарни избори? Нови парламентарни избори се бараат обично кога никој не може да состави влада. Кога имате парламент во кој заради 3-4 партии меѓусебно со спротивни концепции не можат да состават една влада, секој со секого има и блискости, но и различитости. И во тој случај се оди на избори за да се создаде некое ново мнозинство прифатливо за некој. Во нашата држава имаме мнозинство, бар декларирано од страна на 3-4 партии колку се во новата коалиција со мнозинство од 67. Јас колку што паметам во Македонија мнозинството било и помеѓу 61, 2 до 60, па и до 80. Значи нови избори би биле потребни за да се добие мнозинство.
мнозинство има, што значи нови избори се потребни само на оној кој не сака да ја предаде власта, со цел да најде нов изговор што да прави. Второ, Македонија има историјата од 10 години на недемократски избори, кои се докажани со обвинителски судски процеси, со ова што го слушавме, во кои злоупотребите на изборниот процес се драстични, значи личат на најнедемократските режими во светот во историјата на 20 век. Ако сега повторно се препушти таа политичка партија сама да ги прави изборите, затоа што во моментов институциите се повторно запоседнати, не само што не треба да се одржат, туку и немаме гаранции, сваќајќи што се случува ако го немаат мнозинството, дека нема да бидат ниту фер, па јас се плашам дека нема да бидат ниту мирни. Значи сега најголем интерес на Македонија не да се држат нови избори, за да се бара ново мнозинство, додека не се освојат некој што води инае, туку да се конституира власта со мнозинството кое веројатно ќе се конституира, иако и нивната изјава е дека треба мандатот, па после ќе преговараат натаму. Дали е можно ескалирање на состојбите и предизвикување на конфликти од пошироки размери? Македонија има веќе конфликт, со тоа што тој конфликт не е насилен. Иначе конфликтот е многу сериозен, тој е политички конфликт. Како што веќе кажавме, значи имаме ситуација на институции кои се однесуваат вонуставно. Поранешен председател на собрание кој раководи со новиот состав како да е он веќе избран, председател на држава кој не го толкува уставот како што пишува во него, туку произволно го толкува. Поранешна извршна власт која веќе година и пол скоро, да не забравиме, имаме премиер година и пол кој е технички, имаме влада која веќе 6 месеци техничка од распишувањето на изборите таму некаде во октомври. Но тие си носат уредби, си владеат, си распределуваат средства, се задолжуваат во државата и така натаму. Значи дека ние имаме една ситуација многу интересна во која нема да можат да нема да сакаат да ги конституираат органите. И од тука тој конфликт, претпоставам дека суштината на нашето прашање дали може да стане брутален, да стане не само политички, туку и физички, мислам дека тоа е сценарио што го посекуваат оние кои во некаков таков поширок конфликт, најмалку ќе биде важно на луѓето што тие направиле со некои избори, со некои пари, со некои корупции, туку ќе биде поважно да се врати мирот. Тоа тие го посекуваат и треба многу внимателно. Очигледно е дека меѓународната заедница како да дигнале раце од Македонија. При ова сакам да кажам дека по тоа разбираме структурите на Европската унија и на НАТО или западните демократии, како да ги оставиле овие за кои зборуваме на власт сега да прават што сакаат. Таа ситуација ја искористија некои други структури важни во светот на исток, не на запад од Македонија. И тие сега не само што овие дигнати раце ги толкуваат како ослободување на просторот околу Македонија, туку ставаат раце врз Македонија. И отворено тоа го кажуваат, што значи дека ваквите конфликти во Македонија, ако на некого му затребаат, може и од надвор да се генерираат, во насока да се зачува сегашната структура на власт. И мора многу внимателно да се соочи Македонија со тоа, затоа што очигледно нема некој пријател кој ќе застане цврсто зад слободата, демократија, човечки права Македонија, па и мирот и стабилноста. Би било добро тоа брзо да го видиме, но еве денешната посета на Туск, движењата во Европската унија, движењата во НАТО, проблемите внатре со финансирањето на НАТО, што ги отвори администрација на Трамп и така натаму, кажуваат на нивно вртење кон проблемите внатре во собствените редови и мислам дека во таа ситуација не треба да очекуваме дека они, ако нешто друго не се случи, ќе се свртат кон Македонија на начин да го зацврстат либералниот, демократски, слободолюбив режим во Македонија. Вака анализира поранешниот спикер и министер Никола Поповски. Следува уште една пауза, а по неа следуваат уште атрактивни содржини. За и против рудник за злато на Кожу. Во општина Гевгелија ние имаме диагноза, а диагнозата се вика рак. Тоа се 2 концесии за детални геолошки истражувања за злато. Планината би била толку уништена колку една баба кога се чешла. Тоа се треба да се процени, да се стави на вага и заедницата да каже да, ова го прифаќаме или не го прифаќаме. Кој го копа македонското злато? Геолошките истражувања во Гевгелиско и новиот рудник во Струмичко завршуваат на иста адреса во Канада.
Продолжуваме со емисијата 360 степени. Одлуката на Советот на општина Гевгелија да распише референдум на кој граѓаните ќе го кажат својот став дали се за или против отворање рудник за злато на планината Кожув, беше повод да ја провериме состојбата на терен. Дел од жителите и екоактивисти велат дека ќе има последици по животната средина и локалните инвестиции во туризмот. Но од фирмите што ги добиле дозволите за спроведување детални геолошки истражувања во Гевгелиско, тврдат дека нема место за загриженост. Аргументите за и против во сторијата на Зоран Јовановски. Дали во пазувите на Кожув ќе се отворат рудници за злато? Гевгелиски бизнисмен и активист предупредува дека тоа би значело уништување на природата, на туризмот и на земјоделството во регионот. Во општина Гевгелија ние имаме диагноза, а диагнозата се вика рак. Тоа се 2 концесии за детални геолошки истражувања за злато. Концесионерите тврдат дека при досегашните истражувања воделе грижа за животната средина. Ние не сме исекли нити во една гранка. Но што ако се отворат рудници? Планината би била толку уништена колку една баба кога се чешла. Некои експерти сметаат дека ваквите проекти носат добивка, но и штета. Се знае дека одредени штети ќе има и одредени други активности најверојатно ќе имаат некоја штета. Тоа се треба да се процени, да се стави на вага и заедницата да каже да, ова го прифаќаме или не го прифаќаме. Општина Гевгелија за ова ќе се изјаснува на референдум. Кожув. Планина на која се вкрстуваат медитеранската и континенталната клима. Тука веќе со години се вкрстува и нешто друго. Неколку бизнис интереси. Ангел Наков е еден од инвеститорите на ски центарот Кожув, кој започна да работи во 2007 година, а сега е во стечај. Раскажува дека бизнисот почнал да му пропаѓа со пропаѓањето на новиот регионален пат до ски центарот. Државата во изградбата на патот инвестирала 9 милиони евра. Бил отворен во 2013 година, а затворен веќе следната, зашто не е безбеден за сообраќај. До 2014 до денеска, 2017 година, патот не бил пуштен во употреба ниту еден, не бил во функција ниту еден ден. Гледате зашто се работи. Значи ова се случува по целата должина на овој пат. Не се презеде ништо, затворен патот за сообраќај, тоа не овозможи нас да работиме. Периодот кога надлежните го запуштиле патот се совпаѓа со доделувањето на двете концесии за детални геолошки истражувања на падините на Кожув, Коњско и Коњска река. Наков се посомневал дека можеби некој гледа поголем интерес во отворањето рудник отколку во туризмот. Пристапниот пат до ски центарот Кожув е во средина на оваа концесија. Тоа беше последното камче на мозаикот. Не би сакал да шпекулирам и не сакам да шпекулирам, но мислам дека причината зашто овој пат е оставен не е возможно 9 милиона евра со програма на влада се вложат во таков пат и тој пат да се остави на милост и немилост да биде уништен. Освен ако не постои некој поголем стратешки или економски интерес. Затоа од неодамна Наков е и активист кој го анимира локалното население против можното отворање рудници за злато. Предупредува дека ќе биде неопходно на одреденото место да се исече шумата, земјиштето да се минира, а материјалот да се третира со хемикалии за од него да се издвои златото. Стравува дека со тоа ќе се загадат воздухот, почвата и подземните води и ќе се загрози живиот свет. Ако ви имате воздух кој што е високо контаминиран, со прашина секојдневно од арсен, талиум, сулфурни оксиди. Ако имате вода загадена со цианид и сите овие тешки метали отровни, ако имате загадена почва, вие на тој локалитет не само што не можете да развивате никакво земјоделие, не само што не можете да продадете и ако има нешто производ од тој регион, вие немате теорија да развивате ни туризам,
Не постои турист кој што би поседил локалитет кај што имате рудник од ваков масивен обем кој што користи технологија на добивање на злато со цијанид. Даниела Бомбол и пензионираниот геолог Марин Александров се во потрага по златото на Кожув. Сега се приближуваме, влегуваме пополека во нашата концесија. Бомбол е управител на фирмата ќерка на канадска компанија што ја доби концесијата за Коњско. Епа добро дојдовме. Овде сме на првата проектирана дупнатина на локацијата каде што ќе треба да го изведуваме нашето прво длабинско дупчење. На околу 3000 хектари има повеќе вакви раскопи со кои се испитува колку злато крие Кожув. Нејзиниот тим работи на последната фаза од деталните геолошки истражувања пред да се донесе одлука дали на тоа место е исплатливо да се отвори рудник или не. Ако дојди до момент на отварање на рудник, ние дефинитивно максимално ќе се трудиме и да се запосли локално население, да има локалното население бенефит. Ќе се води сметка и за животна средина, ќе се води сметка и за социјалниот момент кај општина Гевгелија. Никаква штета не сакаме да нанесиме. Сакаме само бенефит како за нас, така и за околината. Од компанијата негираат било каква поврзаност со уништувањето на патот до ски центарот. За нив се неосновани обвинувањата дека за добивање злато ќе користат хемикалии со кои ќе уништат животната средина. Ќе се земи посебна технолошко-металуршка проба, која што фактички ќе ги одреди методите со кои што ќе се излекува корисната компонента. А, како додаток да кажам дека денешната технологија отиде на толку многу напред, што и тие цијаниди што ги споменуваат, тие отрови што ги споменуваат, апсолутно се деградираат. Значи во самиот процес се користи друга компонента која што го комплетно деградира цијанидот и нема тука никаква опасност нити од троење, нити од ништо. Во потрагата по злато на компанијата и помага професор Александров, како надворешен консултант. Тој има децениско искуство со рудници. Еве овде едно големо зрно на пирит, а овде има поголем број на мали пиритни зрна, кои се носители на златото во конкретниот случај. Тоа го има докажано со правење на одредени концентрации. Содржината може да порасне и на неколку десетина грама ако се издвојат само тие. Досегашните испитувања според него покажале дека содржината на злато во карпите на Кожув е во просек околу 1 грам на 1 тон материјал. Се смета дека на оѓалиште, например, злато до 10 тона спаѓа во групата на мали, до 25 средни, од 25 до 50 големи и над 100 многу големи. Но нашите очекувања се дека ако откриеме до 25, евентуално 30 тона злато, ние би требале да бидеме релативно задоволни. Оваа планина е од над 500 квадратни километри, а ние би имале 0,2 до евентуално 0,4 квадратни километри. Тоа е ништожно, тоа са неколку фудбалски игралишта. Еден спортско-рекреативен центар би захватила. Така да во оваа планина, во овие услови, тоа би било ништо. Бошко Ников е експерт за индустриско загадување. Тој смета дека негативното влијание врз околината при реализацијата на вакви проекти е неминовно, но тоа не значи дека рудници не треба да се отвораат. Локалното население и надлежните треба да се запрашаат колку се подготвени да жртвуваат од веќе постоечките бизниси и од природните убавини, за да стекнат полза од нивната експлоатација. Кај нас, за жал, се уште има недоречености во изработката на комплетната документација и може да се случи тие наоди да бидат недоволно докажани и после тоа да настанат недоразбирања. Ников предупредува дека при вакви проекти потребно е навреме да се изработи студија за влијанието врз животната средина, зашто потоа може да биде доцна. Тука до некаде и паѓаме на испитот. Она што всушност недостасува
е да се направи една екс-анте проценка на еколошка штета. Затоа што на тој начин и инвеститорот и граѓаните ќе бидат заедно и ќе дојде до една, па да речам, социализација на проектот. Што би значило тоа? Тоа значи дека при откривање на рудникот ќе се направи штета врз туризмот и таа штета ќе биде толкава. Ќе се направи штета врз живиот свет, ако е тоа значителна штета, ќе се направи исто така проценка и сето тоа треба да се компензира. Пресметката на тие штети пред да почне експлоатацијата е пресметка екс анте. Пресметка откако ќе настане одредена штета, тоа е веќе поствесто. Планината Кожув со своите природни богатства очигледно е привлечна за бизнис интересите на многумина. Некои сакаат да остварат профит искористувајќи ги природните убавини за развој на туризмот. Други пак сакаат тоа да го направат преку експлоатација на минералните суровини кои овде ги има во изобилие. Советниците на Гевгелиската локална самоуправа одлучија на референдум граѓаните да се изјаснат за тоа каква сакаат да биде иднината на овој регион. Исходот од референдумот никој не го знае, но 360 степени се обиде да го дознае расположението на жителите од подножието на Кожув. Конјско е најблиското населено место до концесиите. Има околу 150 жители. Малкумината млади не сакаат да зборуваат на оваа тема. Затоа наши соговорници беа неколкумина пензионери. Јас би гласала да се отварат. Зошто? Па да има вработување. Да не ги пуштиме деца по другите градове и да не ги пуштуваме в странство. Па нека се отворат, зашто да не се отворат? Ќе се запосли некој, нема да штетат така, пак ќе има некоја фамилија што вика за леп. Нека се отворат, зашто нека има работни место, нека се отвори, нека работи и рае. Во Гевгелија пак референдумот е главна тема за разговор. Овде добивме сосема поинакви одговори. Против отварање заради тоа што мислам дека ќе изгубиме многу со тоа. И воздух и се и така е загадено од коли од други работи, така да... Од економски аспект сум за отварање. Меѓутоа, ако влијае негативно тоа на природата, тоа сум против. Какво тоа е ископување? Значи, оли дека чуат има нешто добро и оди го ископај, нешто личи тоа. Позитивно е за отварање на работни места, ама рудата што ме на странски капитал, од канадските овие, нека остане така. Сметам на крајот нека биде да не се отвори. Оти целото богатство ќе оди кај странците. Токму поради ставот на последниот наш соговорник. Во Министерството за економија, кое ги доделува концесиите, прашавме зошто нашите планини ги копаат странски компании и колкава е добивката на земјава од златото што го наоѓаат. Ne nuk bëjmë dallime dhe nuk ndajmë kompanitë jashtme apo të brendshme, parim i vetëm apo kusht i vetëm për marrjen e koncesioneve është oferta me çmim më të lartë që ofrohet në Ministrinë e Ekonomisë. Shteti merr në dy forma, bëhet pagesa e koncesioneve, ato në bazë të tarifës. Koncesioni paguhet në bazë të sipërfaqes të cilën e zotron koncesioneri, edhe ajo është tarifë vjetore e cila paguhet deri në fund të vitit, të më thonë 31-shin e 12 të vitit kalendarik, dhe tarifa e dytë është 2% e çmimit i cili është në berzë të Londrës për metalin ekzistues. Со Наков се обидовме да стигнеме до ски центарот Кожув, но се докажа неговото тврдење дека покрај одроните патот е блокиран и од снег. Од Тетове донесо, ви се верува денес? Видите што работиме? Случајно или не, надлежните баш тој ден испратиле екипа што го расчистуваше.
цела зима да не се очисти, сега да не чисти. Го прашав дали со целата кампања против можното отворање рудници, всушност сака да изврши притисок за некој да му го покрие влогот за пропаднатата инвестиција на Кожув. Ангел Наков можеби е најлошиот човек во општината. Можеби има лични интереси. Можеби е бараба, криминалец и не знам што. И еве, да не расправаме с таа работа, така е. Еве, јас ви признам дека е така. Јас сум најлошиот човек во оваа општина. Но дајте ми 5-10 минути, дајте им на сите активисти кои што се вклучени сега во оваа кампања, да ви ги пренесеме сите информации што ги имаме, што ги има во светот. Да видите зошто се работи, до каде е стигната работата, каде треба да оди и што ако се направи, кои се последиците. Луѓето за жал се толку многу дезинформирани, толку многу лаги се искажани во сите тие клипови и она злато на смртта, многу страшно, многу помпезно, многу бомбастично се настапи, што дефинитивно не сакаме ние со локалното население да си имаме никакви негативни вибрации. Но вие, бидејќи сум таков, како што ви реков, немој ништо да верувате. Проверете, прочитајте, информирајте се. Во општина Гевгелија се уште не го знаат датумот за локалниот референдум, освен дека треба да се случи најдоцна до 23 април. Нејасно е и дали референдумот ќе има обврзувачки или само советодавен карактер за локалната власт, која пак според законот ќе биде прашана за мислење од владата. Инаку за време на дебатата во Советот на општина Гевгелија, советник од редовите на ВМРО ДПМНЕ обвини дека, како што рече, албанците од Министерството за економија ја дале дозволата да се копа на Кожув, на што доби одговор од советник на ЛДП дека одлуката за доделување концесија за истражување датира од 2013 година и дека е потпишана од вице-премиерот Владимир Пешевски. Освен за дилемите поврзани со еколошките последици, 360 степени направи проверки и за тоа кои се инвеститорите во потенцијалните рудници во Гевгелиско. Кандидатот за локалитетот Конјска река, фирмата International Mining Company, не реагираше на нашите обиди за контакт. Од она што можевме да го видиме во централниот регистар, собственик е лицето Дин Луис Химел, кој е со адреса на живење во Соединетите Американски држави. Седиштето на фирмата во Скопје е во кругот на поранешна Славија. Ги проверивме и канаѓаните. Она што веднаш ни го привлече вниманието е што потенцијалните инвеститори имаат регистрирано во Скопје не една, туку две фирми. Резервоар Минералс и Резервоар Минералс ДВБ. Двете компании имаат иста управителка, Даниела Бомбол, која веќе ја видовте во претходната сторија. Таа беше транспарентна да објасни на што се должи ваквата поставеност, кога прашавме зошто една од тие фирми завршува во земја даночен рај. ДВБ завршува на Канада, Добро. а Минерал завршува на девствени острови. Како офшор? Значи, се не завршува. Тоа на девствени острови е пак ќерка на Канада. Значи, апсолутно е ист коренот. Тоа им беше систем да одат, таква им беше едноставно структурата на сите ќерки фирми што ги основаја тука на Балканот. Пред нова година се смени собственичката структура на една од канадските компании? Меѓутоа тоа не е регистрирано во нашиот централен регистар. Не, заради тоа што фактички резервоар Минералс како таква постои, како ќерка на Нефсан. А нас ни е резервоар Минералс мајка. Подетално со ова прашање се занимаваше колегата Александар Димитриевски, кој вечерва дел од 360 степени. Димитриевски, кои канаѓани всушност копаат сега во Гевгелија? Певи од ова што слушнавме од Бомбол, значи фирмата која што ги има лиценците за локалитетот Конјско е Резервоар Минералс. За да биде појасно за јавноста, тоа е она од двете компании регистрирани во Македонија, која што завршува на девствените острови. Според управителката Даниела Бомбол, и оваа компанија на крај завршува во Канада, но сепак овој факт, за разлика од претходните, не можевме да ги провериме емпириски и самите, бидејќи мислам дека веќе јавноста самата знае зошто се отвара фирма во офшор дестинација. Обично е тоа
или желба или обид да се плати помалку данок, или пак да се скрие собствеништвото, а не често и двете работи заедно. Овие факти што ги слушнавме од Бомбол, управителката на фирмите, и по нашите проверки се покажаа како вистините, како точни. Ако предпоставиме дека е точно дека фирмата завршува во Канада, тогаш кој стои зад деталните геолошки истражувања? Она до кое што ние стигнавме е дека лиценците практично ги поседува компанија во Канада на адресата 595 Хове Стрит во Ванкувер во Канада. Ја кажувам целата адреса затоа што е важна. До тука можеме да провериме, се уште ги немаме добиено податоците од Канадскиот централен регистар за тоа кој во моментот е собственик на фирмата или кој е претходен собственик на фирмата. И самата Бомбол во својата изјава, а и нашите проверки покажаа дека оваа компанија која што сака да експлоатира руда во која што има злато во Коњско, всушност имаат така наречени проспекцијски лиценци за проспекцијски истражувања, што значат почетни истражувања на територија од прилика 20% од целата територија на Република Македонија. Зборуваме за цел југоисток и за цела источна Македонија. Тоа всушност е наведа да ги провериме и сите фирми кои што изминативе неколку години се јавија како истражувачи на македонското злато со желба да експлоатираат и да отвараат рудници. Интересното е што излезе дека еден од рудниците кој што неодамна се отвори, тоа е во Иловица во Струмичкиот регион, компанијата Euromax, која што исто така има локална канцеларија во Скопје, а за нејзе стои канадски инвеститор, откривме дека всушност завршува во истата зграда во Ванкувер, каде што завршуваат и потенцијалните инвеститори во Коњско. Начално ова се две фирми кои што немаат никаква поврзаност меѓу капиталот, но дали е тоа така, секако ќе проверуваме дополнително. Значи, фирмата собственик на рудникот во Иловица, кој што исто така е новоотворен рудник за злато, и фирмите кои што сега прават детални геолошки истражувања во Гевгелиско завршуваат на иста адреса во Канада, а капитално навидно не се поврзани. Токму така. Нема никаква поврзница, ниту во адресите во Скопје, ниту пак лицата кои што се појавуваат како управители или собственици на разни места. Значи, единствената поврзница е што по тие шетања девствени острови или канцелари во Скопје, некаде во Лондон, на крај се стига до една зграда во Ванкувер, адреста која што ја кажав. Добро, велиме единствено, но не мора да значи дека и неважно. Ке треба веројатно да се продолжат истражувањата. Веќе рековме дека ова не се единствените компании кои што бараат, копаат злато во Македонија, така? Не се единствените. Има барем неколку. Ги извадивме покарактеристичните примери, да кажеме, од последниве неколку години. Еден заеднички именител е дека кај сите има, да наречеме, една странска жичка. Еве ке неколку конкретни примери, да речеме, компанијата Сардич, која што беше најавена како украински инвестиции, за која стојат неколку лица со живење во Украина. Всушност, оваа инвестиција поминува низ Лондон, сега од нејасни причини. Интересен факт тука е што неизвршен член на одборот на директори е Јацо Спасеновски, тоа е поранешниот министер и за земјоделство од редовите на социјалистичката партија. Токму така, и своевремени амбасадор токму во Украина. Понатаму имаме една компанија која што ретко се среќа во медиумите кај нас, тоа е Сурскор, која бара злато во Дојранско, а незината собственост пак завршува во државата Делавер во Соединетите Американски држави. За јавноста, да има малце по-чиста слика, државата Делавер е своевиден офшор рај во рамките на Соединетите Американски држави. Некои анализи од пред неколку години покажуваат дека во оваа држава има повеќе регистрирани компании отколку што има жители. Имаме и локални трагачи по злато. Секако се надевам ќе имаме можност да објавиме понатаму кога ќе завршиме со анализите, но еве еден од трагачите по злато е во исто време собственик на една телевизија во Република Македонија. Сумирано, значи, потрагата по злато во Македонија е силно експлоатирана тема во јавноста последниве 3-4 години. Звучи убаво, многу милиони евра, инвестиција, многу вработување и така натаму.
Но очигледно е дека најголем дел од парите кои што се вложуваат за истражување на ова злато, па и потенцијалното извлекување на златото, доаѓаат од странски земји, но не и тоа може би она што е најчудно, бидејќи веќе јавноста е сензибилизирана кога во целиот процес ќе се вклучат офшор дестинации, тогаш се поставува прашањето кој навистина стои зад овие операции, дали сомнежот е оправдан или не, секако ќе провериме до крај. Вечерва ќе застанеме овде, бидејќи се што би објавиле повеќе би било во рамките на шпекулациите. Се разбира, ќе продолжиме да истражуваме и анализираме и се надевам дека многу брзо ќе имаме шанса да објавиме подетална анализа и истражување за тоа кој навистина го копа златото во Македонија. Ова беше Александар Димитриевски. А сега на ред во 360 степени е саботажата на Сречко Поповски. Власта е најверојатно тој толку силен наркотик кој им ги шири зениците на парчиците, кога друштвото со родоначалникот на модерната диктатура, со политичкиот и финансиски мртовец и со поранешниот затвореник и трговец со смртта, им наликува на силна европска потпора за тајниот подржувач на московската платформа. Некој да се дрзнува да говори за вас дека вие сте политички изолиран, тој или е слеп, или се прави слеп. Тој не сака да ги види реално работите. Тие беа единствените, плюс брат Додик, кој уште прети да го знаат исходот на изборите му честитаа на драгиот неизолиран колега. Обидот на бриселскиот патепоказател и друштвото бајкописци, тогаш преку измислени наслови нив да ги представат како Европа, излегува на виделина дури од како мораат да спинуваат заради вистинските честитки кои ги добија победниците на изборите во Холандија и Бугарија. Европската унија не убедуваше по македонските избори дека не му честитаат на Груевски и на ВМРО ДПМН на победата, бидејќи нивна навика било тоа да го прават откако ќе се формира влада во земјата. Но овој пат и Брисел е фатен во лага. Брисел не е фатен во лагаот и тој може би им честита на победниците, ама не и на поразените победници. Тоа е една од причините за активација на сите ресурси со кои, како што велат, ќе се исуши бриселското Соросово мочуриште. А тие, посебните, конечно ќе прогледаат и ако имаат толкава греда во своето, а се фатиле за раската во туѓото. Ловејќи ја така големата сорособастерска приказна, инструирани со лажни податоци и смерници, тие прават смешна тројка од луѓе и од четврт, кој бил неформален лидер на групата. Постојат сериозни индиции дека позади незаконското прислушување во државата стојат Еди Рама, Матео Ренци и Зоран Заев. Планот за незаконското прислушување бил креиран во Рим, а времето кога е направен коинцидира со престојот на Зоран Верушевски во Рим. Овој дилетантизам е екзактен затоа што во периодот кога четвртиот е во Рим, двајцата од тројцата се политичка маргина, обични локални кметови и италијанецот, дури пристојно оддалечен од реалната политика. Таа небулоза им натаму врви иако ќе биде демантирана самата од времето, кој сепак не ја заборава улогата на еден човек кој цврсто застана за платформата од Порто Карас и со признавањето на Тајван придонесе за кинеското вето на сините шлемови на косовската граница, како претеча за конфликтот во 2001 година. Тој истиот е сега дел од друго, ама слично сценарио и дури јавно се заканува дека ќе ги урива институциите. Ако не зна, сакам јас да им кажам, а верувам дека и вие многу го чувствувате тоа. Гневот на народот се собира. И затоа треба да бидеме свесни дека само 20 метра не дадат од тамо кога ќе си го побараме сувереното право да одлучуваме. Оваа савина повторна промоција на алтернативите за демократијата може би не е толку реална, затоа што ако држат до зборот, актуелните актери уште одамна проценувале дека таквите лидери што го хушкаат народот и го тераат на судир, не го прават тоа од никаков патриотизам, туку од желбата за власт по цена и на крв. Заводлива работа која водиш маса луѓе. Тоа е како верници потоа. Многумина забораваат кога ќе се најдат во улога на лидер, ја забораваат хуманата точка. Би требало да се запрашаат како така би реагирале во своето семејство. Дали би ги пратиле своите деца, блиски и така натаму, да се тепаат, да изневеруваат некој
етички принципи во име на некоја си добивка, во овој случај власт. И на крајот, за малиот монтажен клозет која символизира големата слика за Македонија. До тогаш останува луѓето да го заобиколуваат делот каде што е монтажниот тоалет и да се апелира да проработи свеста кај луѓето да не се врши нужда околу вецето, бидејќи може да се прошири зараза. Нуждата почнала да се врши околу вецето, само затоа што нужникот изгледа веќе бил препон со нужда. А за тоа ниту апел, ниту манифест не помага. Нужникот сепак е нужно прво да се исчисти. Овде ние завршуваме, следува емисијата Про Спортс, 360 степени, повторно на Алсат в петок од 22:30. Пријатно!